Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Денеска е навистина убав ден. Денеска навистина сите оние кои што се од православната христијанска вера си го слават големиот празник, Христовото рожденство или Божик, како што ние си го нарекуваме, па нека ви е за многу години, за мир, здравје и среќа. И како се вели, Христос се роди, навистина се роди. Знам дека многумина се веќе можеби поставени на семејните трапези дома да си ги прославуваат овие празници кои што за нас се навистина многу значајни. И јас кога се подготвувам за Божик дома, така ме облева една силна емоција, затоа што така го чувствувам како еден многу близок до срцето и покрај сите други мои патувања по светилиштата, ете имав можност 3 пати да отидам во Светата земја и 3 пати да се поклонам на таа сјајна звезда во Витлеем, каде што токму таму е роден Исус, токму во јаслите каде што го родила мајката Владичица Богородица Марија. Па нека е за многу години, а ние денеска ќе ви подготвиме нешто интересно, празнично. Знам дека ќе ви интересира. Сите спремате дома пити, месо, се она што сакате за семејниот ручек да го подготвите, но ние овде ќе ве причекаме и со нешто благо. Кој ќе готви денеска? Сигурно ве интересира. Денеска јас си земав една драга моја пријателка кој што има златни раце. Таа со години го работи токму ова. Нема нешто што незините очи ќе видат или незините раце не можат да го сторат. Дали се работи за солено, благо, кисело, кетеринг, кога ќе порачате за дома, за вашите свечености, верувајте ми дека ќе бидете најзадоволни. Мојата драга Светлана, Цеце си ја викам јас, таа Цеца се вика, добре ми дојде. Добро ден, најдо. Димовска. Цеце, како си ми? Одлично. Убаво ми изгледаш, јако си постојано вака. Да, благодарам на поканата, да ги поздравам и јас гледачите, да им го честитам Божик, Бадник и се најубаво. Се најубаво на сите. Како велиме, бидејќи ти оваа година изминатата имаше многу радости. Јас од се срце сакам да ти честитам прво за едната свадба, па за новородената внучка Марта, па сега нова снашка имаш. Сега нова снашка имам и така. Нека почне веќе убаво така имена. Кога ти кажував јас, баба станав, стареам, ти ми викаш, не, уште си млада. Не, ама сега да. Сега верувам. Сега веруваш како е убаво да се трча за внучињата, да ги поздравиме, нели? Да ги поздравиме, да. За Марта Бакнежи. Да, Бакнежи. Ете така, Бакнежи. Ја очекувам да дојде, еве, ги поздравувам моите деца, ги поздравувам цела публика што не гледа, гледачите и онака нашите фанови и така. Одлично. Цеца, ти ќе дојдеш од оваа страна, ракавици ти треба. Јас ќе управувам со нашиот шпоред, што секи ти треба за подршка, ќе ми кажеш. Сега, само ако може да се стави водата да се топли, добро, треба да врие, затоа што ќе топиш чоколада. И ми треба чоколадото да го стопиме и ќе правиме нешто денеска, експеримент ќе правиме денеска. Мораме да кажеме овие убави свечени колачи кои што се на нашата маса, па тој убав ордевер е од твоите раце. Значи ти не мируваш како и секој пат. Мора да го искршиме. Крши, Цецо, крши. Крши, Цецо. Малку масло. И ќе го ставиме да се стопи. Добро. Ко може само на појако тоа да го пуштиме. Сум го пуштила. Не брза, имаме 30 минути, можеме да си правиме и муавет. Сега ќе припремиме тука еден лампион. Полека, Цеце, не се брза. Ова ќе мора вака да... Кажи ми, имаш нарачки, луѓето посакуваат повеќе работи. Имаат ли идеи? Ти даваат ли идеи или ти не им даваш идеи? Јас им давам. Да, бидејќи ти си ќе направам нешто, ќе пуштам на социјалните мрежи. Мислам, ја и со години, значи 20 години сум со оваа работа и веќе си имам и мои клиенти. Работата е што јас не бев тука. Значи, и луѓето не знаат кај сум. Точно, Хрватска, Грција, Германија, и сега кога се прибрав дома, и сепак си почнам. Цеце, јас и ти сме 40 години пријателки. И точно сите твои почетоци, сите твои работи и како ти викав, Цеце,
почни да работиш, те бидува. Да. Те бидува. Те бидува. Благодарам. Исто и на вас и овака и телевизија, значи ја овде имам гостувано многу пати. Така. Колку пати вие ме поканивте? Ти викај си ме на ти, така, ти, јас сум ти. Никако немам време да дојдам. Значи или сум надвор, или сум тука, ама и кога одев надвор, значи не одев на шетање. Цеце, да си купиш време. Да си купиш време, Цеце, да си купиш време. Ама не се купува. Оди кај ова да си го погледнеш. Уште малку. Не сакам да ти се мешам, не знам како ти е овие твоиве убави работи што ти ги подготвуваш. Да го средам први чоколадото и лампионот и после ќе матиме филот. Добро. Лесен рецепт е, значи секој може да го направи. Цеце, можам ли јас да ги извадам фигурите да ги покажам? Многу ми се убави. Ајде, јас ќе ги ставам во фрижидерот, така, да не се стоплат, бидејќи се од чоколадо, така. Многу убави се, морам да кажам дека се многу убави и сакам да те пофалам. Еве, Богородица, да. Еве Богородичка, како клечи. На молење. Да, а тука е Исус. Ете така, браво. Јас ќе ги покажам, Цеце. Ова е чоколадо. Внимавај си на чоколадото. Ете така, колегите ќе доловат овие убави фигури. Навистина се прекрасни и направени од чоколадо со спреј, така? Да. Така, златни. Како се вели да биде сена убаво и на златни? Па да, сега и лампионот асоцира на земја. Така, нели округла земјата округла. И кога ќе ги поставам ова фигурите, паше на раѓањето на Исус. Раѓањето на Исус и како велиме земјината топка ги држат токму овие свети боженства, како што да ги речеме свети или светци. Убаво, чоколадото почна убаво да мириса. Така, одлично. Што ти требаше? Ми треба брисач. Сакаше? Да. Еве ти. Океј, не видов. Салфетка до тебе. Сакаше за да не ти се замагли лампионот. Знам, те разбирам. Добро. Не смеам да го испрдам. Добро. Ете така. Готово. И кога зборуваме, јас и ти приватно сакаме многу пати да си правиме муабети со саати. Дали... Еве го зимам лампионот. Добро, ајде за да не те помешав, сакав да те запрашам како е тугина јабана. Тугина... Ти се седи или не ти се седи се? Види. Убаво е. На кој како, нели? На кој како. Јас секојаш сум одела и работев. Покажувај го кон камерите. Работам. Никош не сум седела, мислам, на гости. Сега планирам да одам малку, барам 10 дена. Па Марта да ја чуваш малку. Марта да слободно ја чуваш. Време само да најдам, Так. пошто ја немам никош слободно време. Да. Така да, и кога доаѓам од таму, продолжувам овде со работа. Еве, ова е готово. Сега го ставаме да се подмрзне. Јас ќе го ставам, а ти веќе другото ќе го работиш. Јас ќе матам. Добро. Или ајде повели. Мора тоа да го ставам. Да го повлечам ли ова чоколадо или да си стои? Нека стои, само исклучи. Добро, долу во замрзивачот можеш да го средиш. Јас овде ќе внимавам да не ми се згручува. Ете така, добро, Цеце, добар асистент ќе ти бидам. Хопла. Добро. Ќе изматиме хоплата. Рече престилка сакаш за да не ти прска? Да. Ајде, повели. Еве ти, престилка за да не се испрскаш со хоплата. И миксерот. Да ја ставам. Добро. Ова веќе не ти треба, така? Тоа не. Одлично. Добро. Ајде, шеф мајсторе. Шеф мајстор. Шеф мајсторе. Полека само почеток. Само хопла мешаме, Цеце? Прво ќе изматиме хоплата, да даваме крем. Еврокрем. Добро. Во лампионот. Да, ова другата половина ќе ни треба за после да го затвориме. Да не ни биде пола земја. А на пола земја Македонија да си ја ставиме. Не, ова баш убаво делува и како 3D. Да, одлично. Браво, ете се сети да биде нешто убаво. Имав ја и за новогодишните празници правев такви лампиони. Така.
Ама сега... Децата сигурно најмногу ги сакаат, па и возрастните, А затоа... овој рецепт е баш за деца, лесен. Сега не знам со вишните дали јадат сите. Е добро, сега треба да се внимава на овоштијата, бидејќи луѓето се и алергични. Да. Така. А може само да го придржиш? Ајде, можам ли јас да ти додадам или ајде? Јас вака ќе ти асистирам, добро, внимавај. Муштерната. Добро, добро. Нема никаков проблем. Ова може да го Да го вратиш. повлечам, добро. Како замириса цела кујна на чоколадо. Убаво. Ова е Па да ти едноставен кажам, си ја рецепт. одбрана и убавата работа. Сладки, уживанција. Ние вака од страна кога си гледаме, Знаат кој ќе- а знам да. кај тебе кога ќе доаѓам 4-5 печки уклучени, во една се пече лепчиња, Ринглите. во друго се печат погачи, Изволте. на плотните веќе пченица. се Сега ќе го вари. извадиме лампионот. Е, така. Добро. Ете. Си ја знаеш веќе стегната. кујната. Добро. И ставаме... Брзо се затегна, да, добро. па одма се за. Ставаме првин од фастак крем. Ова тревичка ли ти е? Не. Земјата? Ова повеќе за вкус за децата. Не, викам Да. како тревичка, рече, Да, ова е земјата, баш. округла. Асоцира се Асоцира, на да, земја. да. Со тревичка малку така, Еј, симпатично. ова Добро. нема да ми треба. Добро, јас ќе ги повлекувам сите работи што не ти требаат. Е, сега ставаме вишни. Добро. Не брзај, полека Сите е, нема да ги полека. ставиме, ќе чуваме за другиот лампион. Така, Значи, това доза може 2 лампиони да се направат. добро. Дали се? Добро. Ете така. Браво, Цеце. Ова, вака. Ова Сега ќе е ми од треба компот една од лажица, вишни. Добро, зошто ти е потребна лажичка? за да ставам од хоплата. Добро. Еве ти, сакам да прашам дали голема или мала за тоа. Ете, повели. Е, сега ставаме хопла. Со еврокремот. Колку имаш ти за ова љубов и нерви? Морам да им кажам на гледачите, интересно, Знаеш што, мене ова ме одмара. Цеце, да ја кажам приказката. Моите деца кажи. многу сакаат крофни, јас ги правам крофните, но Цеце има рецепта за брзи крофни, кои што јас овде и во првата и во втората сезона ви ги правев. Лично рецептата ми е од моја Цеце. Одев на работа, нема време, а на поминување за на кај телевизија до куќата застанувам кај незе, тропнувам и оставам брашно, шекер, јајца, се што треба пред врата. Брзите крофни. И писмо, Цеце направи ги и донесе ги. И вика, стануваме са бајлето со Ване и гледаме пакетче на врата. Аз знам веќе од кого е, од Дракче, од кого не. Ова И пак го ставаме ни да се донесе потоа Цеце на работа да имаме готови крофни. И ти благодарам за таа убава рецепта која што ја применувам со години. Ова ќе го припремиме сега. Добро, ајде. Кај што треба да стои лампионот. Добро. Ова дали ти е потребна хоплата? Да, Добро. уште малку. Вишните? Тоа не, а Добро. чоколадото може да видам докаде? Јас го исклучив. Добро, За да не... остави го Ете исклучено. така, исклучена на топла рингла. Добро. Сега со прав шекер ќе направам тука малку. Снег. Да. Магија ќе ни правиш. Добро. Одлично. Абе, мајстор си е мајстор. Ете, си ги знае работите и нема тука што. Цеце, сега одвојуваш тука ли имаме нешто? едно колаче. Аха, внатре имаше едно, исто како Ама, крофните со кругче. Да, ова го ставам тука за да не се преврте лампион. Лампиончето како За да стои, биде... да, како постои. Браво. Држач на лампионот. Да. Одлично. Ова може да го А извадиме. веќе тоа ти е за украс лажичката. Да. Добро. Браво. И да видиме до кај сме. Цеце пак во фрижидерот.
Пак во фрижидерот. Пак во фрижидерот. Лажичката, гледај колку убаво ти дојде. Може Што сега сакаш, ова чоколадото? да. Ај, топло е. Топло е. Топло е. Не се досетив дека парејата може да биде проблематична, но не се изгорев, бидејќи исклучен. Добро. И сега го полеваме и ова пак со чоколада. Внимавај да се гледа. И пак ќе го ставиме да се подмрзне. Тебе ти е процедурата Може ли само така? малку да го задржиш да не Ајде. ни се сврти Ајде. лампионот? Ајде, Ај така. овде сум. Подршка максимална. Така. Браво, Цеце. Цеце, ти едно време имаше многу голема желба да бидеш во Австралија. Па еве сега поздрав до нашите гледачи, имаме голем број на гледачи од Австралија, да ги видат твоите умешности на лице место, можеби ќе предизвикаме патување. Па би требало, ама така. ако имам среќа. Ете, како е Еднаш Господ, немам. Сега како ќе е видиме. Господ, никој не е. Така се На вистина сакам да ја посетам таа Ете земја. така. Одлично, да не го преполниме. Добро, и ова Готово. не ти треба. Така? Не ми треба, сега пак го враќаме. Ајде, И ова да ќе го ставам биде да во случај не ти затреба сосема малку. Добро. Ете, сосема малку, потоа ги средуваш фигурите, така? после, да, декорацијата ја средувам и го затварам лампионот. Одлично, Морам браво. полека. Ете така, колега, колачите, ова убави ни вака. Ова нема да ми треба. И ова не ти е потребно, добро. Миксерот нема да ми треба. Го свртов веќе за да Ова не ни ќе го пречи. ставиме тука. Ете И така. уште фигури. Фигурите кои што ги поставуваш внатре. Многу Многу убава се идеја. Многу убава идеја секоја чест. Како ти умеш? Јас едно време ти велев како бе Цеце ги правиш тие листови, како ги правиш тие ружички преубави на погачите кои што ќе ги погледнеме како фотографии. Да, Па и можеме и сега да ги погледнеме. Ајде да погледнеме дел од фотографиите на Цеце, па додека се лади лампионот. Можеме да ги може. погледнеме. Ајде да погледнеме, Цеце. Еј. Ова јас те сликав кај мене си на емисија. Ова беше Кај мене си за на емисија. Богородица. Така, многу убаво беше. Да. Не е за Великден. Не, Мислам имаш не бе натре Богородица и еве да, за Библијата. Богородица, Да. имаш право. Многу убаво, ова си кај мене, значи на емисија и знам дека беше навистина феноменално. Еве, Ова е за свадбата за син ми. си ги изненадила сватоите. Верувам една убаво нешто што сувоместното така, наместено. Ова се погачите. Не, ова е жито. Пченицата што да. велам јас, Цеце вари пченица на секоја Да, рингла. пченица за Да. Петковден. Не, за Богородица пречиста Па е добро, беше, за сите слави ти ги правиш. Веќе ги помешав. Да, Ова е нели? девојачко. Значи за девојките кои Кетеринг сакаат. Да, за девојачко. Да, одлично. Ова е исто од свадба. Многу помешани вкусови, интересни фигури, форми. Ова исто кај син ми свадбата. Така, убаво, одлично. Ова е етно за општина Газибава. Така, браво. Етно И тука си денови. многу убаво Да. во носијата, јас многу те сакам кога Тука ја ја носиш. направи етно трпезата за... Така, симпатично, убаво изгледа. Еви Ова ги. се новогодишните колачи што ги правев. И овие што Понарачки. ги имаме и тука на масичката, Да. Да. Па добро, и за Божик и за Нова година. Така. До 13. Ова е од Егејскиот дел на Македонија. Носијата. Носијата, ако убаво, Со мараба. со кадифе, да. Они со кадифе. Многу е убаво. Оваа Облечен. слика ми е омилена. А јас ти ја земав, иначе ти Знам, немаше ја да ја видов дека. пуштиш. Јас си Ова е украднав. резбање на ово 6, зачи идам некојаш по рестораните. Кажи дека јас многу ти ги сакам, Да. тие пауни, тие што ги правиш. Знаеш, многу работа имав, драгче. Лебеди, Не можев да пауни стигнам правиш, за да интересно. направам. Многу убаво Ова ги е правиш. исто ресторан. Ете така, многу убаво. Ова е во Везилка, кога гостував со шведска маса. Така, одлично. Повторно Ова е исто чизмичките. пак. Чизмичките. Интересни се.
Во секоја чизмичка по една желба. Еве веќе оди твојот ордевер на нашата Да видиме маса. сега Ајде ти докаде подготви ми е се, лампионот. колегата ќе го досними до крај вака. Супер. Браво. Зоки вака го вози. Супер. Привлечи го на кај себе. Ова елката многу украсна, убава. Вака се. Браво. Готово е? Драгче, ќе мораш сега да ми придржиш А секако? Овде. Добро. Ова ќе го Ова ти држиш треба тука, хоплата? а ја ќе го земам тоа. Значи, ќе ми треба малку помош. Подршка. Ајде ова да го повлечеме за да ти биде поблиско. Ете така. Што сакаш уште едно лажичко? Ќе земам јас. Добро. Оп. Ајде. А што ти се тие така треба како Сега ќе ти кажам зашто за фигурите. Само Ама не е добро замрзнато. Да, пак ќе го вратам назад. Добро. Пак ќе го вратам Се и уште- ова нема да ми треба веќе. Добро. А тоа го ставам само сега ќе ти кажам. Аха, добро. Ќе ги вратам пак. Пак треба во фрижидер. Колку мачилиште ти треба за ова да го направиш, а ти со толку многу љубов, ете да испаде еден лампион за добро. Морам да го замрзнам. Ајде, ова ќе оди во замрзивач, а јас ќе побарам рецептот на денот. Ајде да го видиме рецептот на денот. Десерт во лампион. Што се нам ни е потребно за денешниот десерт? 100 грама чоколадо за готвење, 250 милилитри сладка павлака за готвење, 400 грама компот од вишни, 100 грама чоколаден крем, 50 грама крем од фстък, 20 грама шекер во прав. Сето тоа нам ни е потребно за денешниот десерт, кој што мојата гостинка Светлана Цеца Димовска го прави. Рековме, ова е Цеце за 2 лампиона да се мешавината, но ние денеска еден ќе подготвиме, за да го видат нели начинот на подготовка, па некој можеби сака дома да си направи, но како ќе ги направи фигурите? Фигурите се прават да има калапче. Калапче, специјални се тие во фигури и чоколадото се става, се мрзне, потоа со спреј или прав. Да, прав, со четка и малку зејтинче. И така, да се обојат да бидат. Добро, дури можат и да се обојат, нели, да бидат во бои, оние прехрамбени бои. Може, да, ама ја сакав златни да бидат. Да. Така. Бидејќи сигурно имаш некоја посебна така желба. Знам, едно време ти беа многу импресија тортите. Ти да ги правиш најубави тортите. Сега што така најмногу те привлекува? Кој ќе видиш целата трпеза спремена од твој рад? Искрено, кетерингот го обожавам. Така, бидејќи си сецкаш, си спремаш. Како да ти кажам, имаш комуникација со различни луѓе, свадби, крштевки, родендени, тука ствараш пријателство, другарство, значи нема кај да прошетам и по улиците да не ме познаваат. Точно. Да, сега кога се вратив, кога бев у Германија, кога се вратив, а тука си, направи ми колачи. Така, направи ми светле колачи. Значи, кетерингот го обожавам, а инаку како ми дозволува времето, значи работам и нарачки, колачи, торти, како ќе имам време. Али највеќе се посветувам на кетерингот и сакам уште многу повеќе да се прошири. Како ти велев ја, Светле, правиш што ќе правиш една тепција од кифли без маргарин за мене. Извади е, Светле. Без маргарин, да. Така. Ајде сега да видиме докаде ни е лампионот, зашто и времето ни се крати. Добро е, стегнато е. Треба да направиме... Би требало уште малку, ама... Стегнато е чоколадото, да не ни пропаднат фигурите, рече така? Да. Ајде, јас овде ќе те придржувам. Че го ставаме сега. Исус. Валда нема да ни убаво пропадне. изгледа. Добро. Одлично. Бака. Браво. Ете така. Добро. Нека ќе го затворам јас тоа. И да пропадне малку. Па ќе се подржи со самиот Да. лампион. И еве ги. Оп. Па сега тоа е кратко е времето. А сакаш да ги тие ситници. Браво. Еве вака и сега го затвараме. Одлично. Браво. Браво.
А си има свое лежиште, не го затвори до крај или така Чекай, требаше? сега имам Добро. Браво. Готово. Колега. И двајцата Ова е мои колеги, завршено. ловете го овој лампион на трешниот дел, кој што е навистина прекрасен. Ај малку магија направи, ајде малку врти го така да се гледа од сите страни. Магија? Полека, ајде така, магично да изгледа. Ете како кружат, одлична, волшебна топка, лампион со Супер. раѓањето на Исус. Браво, браво, прекрасно. Супер. Цеце, ова стварно е убав. Навистина, верувам дека на сите Убаво гледачи изгледа, ова да. ќе им се допадне, затоа што ти денеска ни направи чоколадна магија овде, волшебна. Добро, да има повеќе време, значи може да се направи да, уште подобро. и снегулки и чуда и така. Да. Добро. Но Али и вака е сепак преубаво. е убаво. Мислам една идеја за гледачите кој има желба може да проба. Да проба и убаво ете на трпезата да стои додека, како велиме, свеќата за Божике гори. Навистина е убаво. Што да ти посакам, освен да ти посакам многу внуци. Во секој ќоше по едно, па и на средината 3. Така велеше баба ми. Во секој ќоше по едно внуче и на средината 3. За да бабата се радува кога е полн домот. Ти благодарам што ни беше гостинка, ти посакам многу здравје и среќа, да си ги поминеш божичните празници со оние што си ги сакаш, најмилите, најсаканите. И како велам, што си посакувам на себе, ти посакувам и на тебе. Исто јас ти посакувам. Се најубаво. И ти со внуците. Ете така, благодарам. Светле за убавиот рецепт. Драги наши, тука сме пред самиот крај на денешново другарување. Се надевам дека ви бевме интересни. Ви посакувам убав празничен ден, убаво попладне. Наздравете со вино и кажете: ве сакам!